Со вакви проблеми сме се соочувале и во минатите години. Представува голем стрес за нас, бидејќи не се знае до последен момент дали ќе одиме или не. Како и за секое такмичење, парите се потребни за превоз. Се нормално Јапонија е по далечна дестинација, каде картите секој ден од ден на ден растат. Ние се уште ги немаме потврдено. Например, да знаевме, пред 6 месеци би биле 1500 евра, така да сега во моментов се движат негде околу 2000 евра, не можам точно да кажам. И за сместување, каде што секогаш треба репрезентативците да се сместени во официјалните хотели од организаторите и сумата, мислам дека околу за сместување се движи околу 5 до 8.000 долари. Така да некоја цифра за петачлена експедиција од прилика од 15 до 20.000 евра, не можам точно да кажам. Мене ми е особено жал што ова веќе втор пат можеби ќе се случи да не учествуваме на светско првенство поради недостаток на средства. Изминатата година требаше на светското првенство во Австралија. Предвидени бевме јас и Андре да учествуваме и дури имав испливано и бе норма за тоа првенство, но не се најдоа доволно средства и не учествувавме. Баш до последниот момент, додека беше рокот за да се подмерат средствата, се надевавме дека нешто ќе се случи, дека ќе се најдат средства и да, ни беше многу жал, бидејќи мислам дека можеби бевме во најдобра форма тогаш и јас и Андре за тоа светско првенство. Зашто и како е блокирана, треба да се постават прашањата на претходните раководства која воделе оваа институција. Националните тимови се секогаш под капата на државата. Значи, каде они се македонски амбасадори, за нив треба тоа све да е подмирено. Во минатото дел субвенцираше и Светската пливачка федерација, но поради направените долгови кон неа, ние немаме веќе такви бенефити да користиме дел од нивните средства. Мислам дека се единствени репрезентативци во Македонија каде што сами си ги подмираат своите настапи. Сепак оние ја представуваат нашата држава, се едни од најголемите амбасадори. Тука исто сакам да искажам благодарност до невладината куќа на среќата која се заложи на вистина. Мислам дека со ова не само што го допревме дното, него и го пробивме дното. Често, скоро и секогаш финансирањето за слични надпреварувања е од моите дома, а лани на светското првенство исто финансирањето беше од страна на моите родители и на сите други меѓународни надпревари, не само тие кај што ја представуваме државата, туку и надпревари каде што ги представуваме клубовите. Финансирањето е од родителите или од сами себе. Јас исто да се соочувам, но јас не сум учествувал толку на светски и европски првенства, но еве полека како стареам, како сум постар, учествувам на поголеми надпревари и финансирањето секако е најголем проблем. Па делува тоа врз нас негативно, посебно персонално ни делува нас. Мислам, сите други федерации е покриено било какво учество на било какво надпреварување надвор од државата. И сега за нас пливачите ни кажува дека финансирањето треба да дојде од свој джеп, од родителите. И тоа секако не е добро. Треба државата да финансира како и за другите спортови, така и за пливањето треба да биде се една. Многу е важно. Самата таа шанса што ќе добијат пливачи да повеќе мотивација и љубов за да се труди повеќе. За Олимписките игри исто така доживеавме стресови пред тоа, како ќе се оди, кога, но
на KSC се реши, бев среќна што успеав да отидам, но сепак сметам дека таков стрес не треба да поменуваме низ тоа, бидејќи сето тоа ни влија и врз нашиот настап, што не е добро за ниту еден спортист.